Здраво, здраво. Повторно уште една лекција, видеоматеријал од првата тема од книгата Шрите 1. Започнав некако полежерно, започнавме со изразите, па потоа следува спорови кои што се среќаваат во првата лекција. Денес одлучив да ги споменам глаголите или како се образува сегашно време во германскиот јазик. Сепак започнуваме од почеток, од првите, најбитните да кажам, тоа се помошните глаголи и се разбира личните заменки. Лични заменки во германскиот јазик веќе се надам ги знаете: их, јас, ду, ти, еа, тој, зи, таа, ес, тоа. Вие, ние, ија, вие, зи, тие и учтива форма зи, што значи вие, доколку се обраќате кон некого со учтива форма. Понатаму, веќе се надам го запознавте, го научивте помошниот глагол sein или сум. Јас сум е ich bin. Ти си, du bist. Тој е er ist. Таа е sie ist. И тоа е es ist. Во множина имаме ние сме, wir sind, ние сме. Ihr seid, вие сте, тоа е кога е група од луѓе, и sie sind, тие се. И во овој случај се однесува на група луѓе. Меѓутоа, кога персираме некого, учтива форма ќе биде исто така sie sind и sie се пишува започнува со голема буква. Уште еден помошен глагол. Ги викаме помошни зашто ни помагаат да направиме некој од времињата. Haben, има. Јас имаме и habe, забележувате е на крај. Ти имаш du hast. Тој има er hat. Таа има sie hat. Тоа има es hat. Секогаш во трето лице се исти формите за тој, таа и тоа hat. Ние имаме во множина wir haben. Ihr habt. Sie haben и персирачка форма Sie haben. И сега, тука ги спомнеме наставките. Во прво лице имаме наставка е. Од глаголот, значи од главниот глагол или инфинитивна форма од глаголот се одзема е и н и ние добиваме основа на глаголот и на таа основа додаваме е. Например, да земеме глагол, ајде да кажеме, нареден глагол е фраген. Од фраген имаме наставка е на фраг и имаме фраге. Меѓутоа, сега само да ви ги кажам наставките. Во прво лице е, во второ лице еднина ст и трето лице додаваме т. Во множина, во прво лице множина останува н, второ лице т и трето лице е и н. Во персирачка форма цело време ни останува е и н. Ако ги погледнеме и помошните глаголи, ќе забележиме дека, например, во sein, bin, во прво лице немаме е, меѓутоа сепак помошните глаголи се и неправилни. Второ лице е bist, имаме с и т, како што имаме и во haben, hast. Потоа имаме ist и hat. Сега ќе погледнеме еден правилен глагол, тоа е глаголот, како што спомна, фраген или прашува. Како да кажете, јас прашувам. Ich frage. Имаме е во прво лице. Во второ лице du fragst. Ти прашуваш. Трето лице, тука имаме тој, таа и тоа, имаме er fragt, тој прашува, sie fragt, таа прашува и es fragt, тоа прашува. Да не ме буни зи во множина трето лице, тука имаме sie fragen, забележувате и наставката на глаголот е различна. Sie fragt, таа прашува, sie fragen, тие прашуваат. Додека во персирачка форма имаме
зи фраген со голема буква зи и секогаш тоа можете да го препознаете, често прашуваат учениците како да знаеме дали ќе биде учтива форма, дали ќе биде за трето лице. Се знае тоа од мувабетот, од разговорот во моментот, значи од целата конструкција на разговорот и прашањата и комуникацијата. После фраген имаме уште еден глагол, тоа е глаголот комен, што значи доаѓа. Во прво лице имаме јас доаѓам, их коме. Јас доаѓам. Du kommst, ти доаѓаш. Во трето лице секогаш имаме наставка т. Er kommt, sie kommt, es kommt. Во множина wir kommen, ihr kommt, sie kommen и повторно она учтива форма sie kommen, sie секогаш започнува со голема буква. Уште еднаш да напоменам дека ова се глаголи во сегашно време во германскиот јазик. Наставките се за прво лице е, за второ лице ст, за трето лице т. Во прво лице и во трето лице множина секогаш е исто. Ја имаме инфинитивната форма од глаголот или наставката е и н, додека второ лице е наставка т. И одиме trinken. Ich trinke, јас пијам. Du trinkst, ти пиеш. Er trinkt, тој пие. Sie trinkt, таа пие. Es trinkt, тоа пие. Во множина повторно wir trinken, ние, вие. Тоа значи ние. Wir trinken, ние пиеме. Ihr trinkt, вие пиете. Sie trinken, тие пијат. Учтивата форма повеќе нема да ви ја читам, бидејќи секогаш исто Sie trinken. Ако се обраќаме кон некого со учтива или персирачка форма, вие пиете. Шпилен, игра. Игра или свири. Ich spiele, јас играм. Du spielst, ти играш. Er spielt, тој игра. Sie spielt, таа игра или es spielt, тоа игра. Ова не е за танцување, туку во смисла на играње некој спорт, например за фудбал или за кој да било. Wir spielen, ние играме. Ihr spielt, вие играте. И sie spielen, тие играат. И продолжуваме со уште правилни глаголи. Глаголот вонен или живее. Спомнавме дека имаме вонен и лебен. Вонен е повеќен или каде живее, каде станува со стан. Ich wohne, јас живеам. Du wohnst, ти живееш. Er wohnt, тој живее. Sie wohnt, таа живее. Es wohnt, тоа живее. Понатаму множинска форма. Wir wohnen, ние живееме. Ihr wohnt, вие живеете. И sie wohnen, тие живеат. И уште еден правилен глагол за крај на ова лекција. Reisen, патува, reisen, патување. Ich reise, јас патувам. Du reist, ти патуваш. Er reist, тој патува. Sie reist, таа патува. Es reist, тоа патува. И од овој глагол во множина имаме wir reisen, ние патуваме. Ihr reist, вие патувате. И sie reisen, тие патуваат. Ова лекција беше посветена на правилните глаголи. Ке имаме уште една лекција од првата тема од Шрите 1, која што ќе биде посветена на неправилните глаголи. Ви посакувам се најдобро и ве поздравувам. Чус!